Француски туристи дошле во Македонија очекувајќи културно-историска тура, а освен запознавање со македонското наследство, си заминале воодушевени од храната, вината и гостопримството. Токму ваквите впечатоци, заедно со растот на бројот на странски туристи и ноќевања, се потврдува дека странците се повеќе ја гледаат Македонија како автентична туристичка дестинација. Бројките на Државниот завод за статистика покажуваат дека ако се споредат првите 5 месеци од 2026 со ланските, Македонија бележи раст на странски туристи од 4,9%, а бројот на ноќевања се зголемил за 3,3%. Ќе почнеме наскоро да жнееме и уште подобри резултати затоа што е вратена комуникацијата со државните институции помеѓу приватниот сектор. Заеднички се планираат следните активности. Во тек е изработка на стратегија за туризам која што ќе биде валидна од следната година за 5 години. Се организираат работилници. Убави се бројките, но во иднина нашиот фокус се повеќе е на тоа да имаме се поквалитетни гости кои што ќе трошат повеќе во нашата дестинација. Новите авиолинии и заедничкиот пристап на институциите со туристичкиот сектор се клучни причини за позитивните бројки. Најбројни и понатаму се туристите од Турција, но позитивни сигнали доаѓаат и од други пазари. Се очекува да порасне бројот на шпански и италијански гости. Ако Македонија е мала држава, е многу богата со културно-историски споменици, едно патување низ времето, кај што многу ретко може да се сретне на друго место, и тоа е нешто што ги фасцинира. Охрид е фасцинантен, значи Битола со старата со широк сокак, Скопје со старата чаршија, значи сите тие винскиот регион добива на се поголема популарност. Само во мај, од вкупниот број на туристи, 19% биле домашни, а 81% странски. Бројот на ноќевања изнесувал повеќе од 236.000, од кои 24% биле од домашните туристи, а 76% од странски.